Почитувани мои, добро вечер. Продолжуваме со нашата емисија на разговор со Џони. Еве денес се потрудив да повикам еден од, така да кажам, легендите на кучанскиот фудбал, со кого мислам дека ќе имаме еден пријатен разговор. Тој е другарот, не можам да го пресирам како господин, другарот Јордан Минов, реков еден од фудбалските легенди што е поврзан со фудбалот во Кочани. Господине Минов, сепак, така налагат правилата. Добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте во ова Канал 8 и во мојата емисија. Сакам пријатно се чувствувате и малку да поразговараме на темата, секој жешката тема фудбал, бидејќи имаме стално ние разговори каде да сретнеме на таа тема. Фала многу што ме поканивте. Ги поздравувам гледачите на Канал 8 и симпатизерите на фудбал. Мислам дека ќе имаме еден пријатен разговор околу фудбалот. Сакам да ве прашам уште на почетокот, така размислував како да почнеме емисијата, бидејќи не работам со некои концепти, не се договараме пред емисијата што да зборуваме на кои теми. И размислував како со вас, со тебе би ја почнала емисијата. Па најавив дека бевте долги години фудбалер на Осогово, тренер, долги години врзани сте со Кочани за многу работи. Меѓутоа, Осогово по 6 години се врати во втората лига, Јордан Минов не го видовме на стадионот. Кои се причините што сега не одите таму каде што, да кажем, оставивте дел од младоста и од средната возраст? Видите, јас бев долго време во фудбалот, скоро 40 години, и како фудбалер, и како тренер, и после моето простување со тренерскиот позив, јас скоро од 97 година не сум стапнал на теренот, само по некој повод кој има некои ревијални надпревари ме повикуваат. Зошто е тоа така? Бидејќи јас сум многу заситен од фудбалот. Почнав уште како мало дете, во подмладокот на Осово, во Брана, град, играв таму на 13 години. И сакам да ви кажам, се посветив и како фудбалер, па играв во Брегалница, бев и професионален играч, па 20 години бев тренер на многу клубови, дури бев и на младата репрезентација тренер таму. Со Никушев мислам заедно. Со Јово Никушев бев во тандем. И толку ми требаше слободно време и веќе сега фудбал го само гледам преку телевизија и гледам некои добри надпревари и толку. Не сакам да идам на терен, бидејќи мислам дека се поврати пак таа љубов, веќе сум и во години, не можам веќе да го издржам, бидејќи фудбалот тражи многу време. И си бара нервоз, сега има и нервози на фудбалот, повеќе фудбалот не е оно што беше од вашето време. Инаку ги пратам надправите на вашата телевизија, вие ги давате после завршување надправи и сепак сам на некој начин во тек со фудбалот, иако сум отсутен од теренот директно. Рековте долги години бевте во фудбалот, го следите особо, значи преку малиот екран, преку нашите снимки. И кој е печатокот еве за моменталната состојба на Осогово? Па ако се сеќавате, јас пред 6-7 месеци Осогово, кога бев на тај ревијален надпревар за овие за младинците. За младинците, мислам дека имаше тука едно интервју со вас. Мојот впечаток е тај што мен ми е жал што еве Осогово дојдено во оваа ситуација. Не по нивна вина, туку јас може да кажам дека со менјање на системот. Ние кога игравме и кога ја бев тренер, тоа веќе беше во еден друг систем. Кога фирмите беа под државна капа и беа централизирани. А сега е капитализам приватно и секој сака да влага и да добие. Тука веќе во овие услови, особено кога се наоѓа, треба да се нема, не само тука кај нас. Вие земете сите клубови кои се под капата на градот, на општината, никој. Една Победа, еден Пелистор, една Беласица, кои се значили. И што се били имена во Македонија. И кои се играли во бившата Југославија во втора лига. И прва и втора лига, да. Прва лига, сега каде се? Тоа е. Значи, сепак можете да направите, еве вие сами најавивте една паралела во вашето време. Дали мислите дека сега сепак е тешко да бидеш фудбалер по ваше мишлење? Многу тешко е, и фудбалер, и тренер, и раководство на екипата. Прво, фудбалот е еден спорт кој тражи многу средства. Еден најскап спорт.
Еве сега Осово, нормално, му требат најмногу 70-80.000 евра. Нормално да клучи. Ја преска слушав на Вардар, за да биде прв, му требат 1.000.000 евра. И 1.000.000 евра ќе потроши во прва лига. Осово во таа втора лига, викам најмалку, еве сега кај нас, кој е тај што може да даде 80.000 евра? А вака али збореме 80.000 евра се даде, се биде ставени на втора лига и горе да се боре. Ама не е тоа една година. Да. Тоа е секоја година. А што тај ќе добие повратно? Ништо. Ништо не може да добие. Може само да фрла пари. И тешко е. Да, и никој не ќе го нададе. Друго, кај нас, еве сега, јас и дури имаше дека тога зборев пред 5-6 месеци дека сум песимист или реалист, ајде да кажеме, дека ќе собираме пари и ќе крене фудбал. Не може тоа. Треба да има еден да финансира, да има здрава рака таму, 20-тројца негови добри луѓе околу тоа, така може да се води спорт. А вака, бе сега кај нас што се случува? Бират управен одбор, председатели, директори и тоа, и после 2-3 месеца сите се откажат. Нема пари, друг нема да дава пари, а пак вие да ги трошите таму. И тоа не бива, и така ќе биде тешко. Јас сега шо е моето? Колку толку некои пари може да се собират. Нема притисок тука кај нас, дали Осово требало да влезе во прва лига или не. Треба да се ствара млада екипа. Тука ово наше поднебје, ние имаме и општинска лига, и ово може да се да прави една добра селекција и без оптеретување на стручниот штаб да можат барем да дојдат да гледат фудбал. Јас најискрено ви кажувам дека јас ги гледав сите утакмици, ја не сум задоволен уопште од играта на Осово. Осово нема игра. Осово нема ниту тактика, ништо нема. Има некои стари играчи кои са на залесна кариера, кои не се запослени и кои не тренираат доволно, можеби и нема и клубот толку средства за да може да вложи барем у тренинзи нешто и нема, освен првата утакмица и жално е што на 2000 гледачи имаше со Беласица. Во веќе после 6-7 години, кога има по 50 гледачи на теренот, сега се врати публиката, а клубот, играчите не се резултатите веќе. Резултатите изостанаа. После на преворот со победа имаше веќе една криза. Криза и која траеше до, ајде да кажеме, до 4 кола пред крајот на првенството. Те викам, уопште не сум задоволен. Добро, вие као стручно лице сепак да во фудбалот можете да дадете некоја таква оцена и мислам дека никој нема право да ви замере на тоа. Му се допаѓало некому или не, тоа е ваше размислување слободно. Па не размислување, меѓутоа јас еве, правејќи паралела некоја, вие исто добро кажавте, малкумина од нашите гледачи, бидејќи сигурно се тие од помладата популација, по возрастните сигурно се сеќаваат, дека во ваше време кога се играше фудбал, најпрвин да збориме реално, немаше невработен фудбалер. Да, сега ќе кажеме тоа, треба критички. Јас зашто викам систем? Во тај систем фирмите беа под државна капа. Општински комитет ги поставуваше директорите. И они ако зацрта дека треба Осово да игра во прва лига, толку треба пари се дава. И играчите каде сега може да се запослат. А тоа е ново. Ти да има има сигурност за инвестиција. Тоа е голема сигурност. Јас ќе ви кажам, ние зашто направивме у таа меѓурепубличка лига кога влезе. Да, тоа ќе се вратиме добро, може и да го образложите. Направивте големи резултати токму таа меѓурепубличка лига. Па јас сакам да ви кажам зашто е тоа. Па сите играчи беа запослени. Ние ги повративме сите играчи нашите квалитетни што игра во Брегалница, во Балкан, Рудар и сите ги повлековме и вработивме. И кој имаше потреба, секој директор ги пушташе на тренинзи. И ние немавме воопште проблем, тоа беа квалитетни играчи со еден добар тренинг и се постигнаа тие резултати. Освен тие успеси што ги имавте во, ајде, тоа беше на просторите на некогашна наша држава Југославија, тоа беше таа меѓурепубличка лига. Меѓутоа, потоа имаше еден период, особено кога во 90-те години, кога акционерско друштво Атом веќе влезе во клубот, имаше исто така незабележителни резултати во сениорска конкуренција. Па види, тоа беше, јас баш чекав и ја бев тренер и тогај. Прв пат ни уведовме професионализам во Осово.
Може би немавме многу квалитетни играчи, ако се сеќавате, особено на полусезона беше последно место, игра Джипунов, Симоновски, Јефтич, од Свети Николи имаше едно центрафор Брковиќ, ние ги нападивме сите, го зедовме Точев, Војнов од Виница, Досев и овие тројца позајмени играчи од Слога Југомагнат, Арио Бегановиќ и овој голманот. Ali со една професионална работа, ја бев професионално вработен таму, имавме секретар професионално вработен, благајник и уште едно лице. Значи Осово беше професионален клуб. Професионално. Играчите беа под договори, тренираш се 2 пати дневно. Спиеја сите доле. У ресторантот. И се хранеа таму. И нормално со една професионална работа, мислам дека Осово постигна најдобри резултати и од таа генерација веќе тројца беа и во репрезентацијата на Македонија. Мило Савов беше, Бегановиќ беше, Благој Димитров. Рајката беше исто. Тоа е, сакам да ви кажам, со една квалитетна работа, со една професионална работа може да се постигнат резултати. А тука без тешко е, еве сега Осово во оваа ситуација, многу тешко. Па токму и тај професионализам, мислам пак нешто зборува дека за тај професионализам зад клубот стоеше акционерско друштво Атом, значи сепак некој е стојал. Па тоа е. Атом стоеше за тоа, ние исто бевме професионалци, работеше се професионално, исплаќа се премии професионално се на време и нормално дека резултатите не изостанаа. Ние направивме, ако се сеќавате на 2 утакмици дома, едно по друга, постигнавме 16 гола. Беласица тепавме 6-0 и 10 борец. На страна дававме по 4 гола, скоро сите по 3 по 4 гола. Тоа имаше јак квалитет и јака работа. Добро, јас малку реално слободен сум со вас и кога разговараме, кога сретнеме на улица, бевте познати како тренер што не газехте вие реално на труда даска, да кажеме. Секој пат одехте у клубове кај што баравте да има квалитетни играчи, да има исплата, да има и имахте добри резултати со САС. Добри резултати имахте у Руда. Значи, тоа беа, да кажам слободно, да се изразам, богати екипи, у кои што одевте и тој начин беше за време у минатиот систем. Тоа ми е зборот. Дали сите барања што ги имавте, еве, со Тише, имавте соработка у САСа, дали вие ако тренер што ги имавте сите барања, сите ви се исполнуваат тоа? Околу играчкиот кадар, реално ако посакате играчи за резервна клупа, ќе ви набавеа играчи. Јас сега ќе ви кажам нешто. Прво, мене не се ме интересирале парите. Мене ме интересира дали ја ќе створам услови за да набавам резултати. Да, у такви клубове. Еве сега јас ќе ви кажам. Ја прв пат кога отидов во Каменица, тоа беше како еден селски клуб. Растурена работа. Пари фрлат, играчи ни доваѓаат на тренинг и јас морав да одам кај Тиши да му кажам, јас си одам. Ама зашто ќе си одам? Или играчите ќе дојдат на тренинг сите, сакате прво место не бива. И терен направија, седувам, за години нешто влеговме во лига и прва екипа беше САСа која ние воведовме професионализам во Каменица. И таму се тепаа и играчи и тренери да бидат таму. Таму сите селектори, репрезентации таму беа сите. Тоа беше исто и во Рудар ситуација. Па исто и во Рудар. Тога беа богати поради рудниците. Кога бев во Рудар, дојде Дончевски после мене, тренер, да биде во Рудар. Зборуваме, ја во САСа бев, ово последен пат со Арсо беше, во САСа бевме трети. Осово беше последно. Јас доваѓам, мен ме интересира, тука се створи професионални услови за работа. Ја не се плашам од работа. Да има услови. А не ме интересира парите, колку САС ќе ми радили. Не, зборуваме беше тие беа едни богати клубове у кои што оно што сакате да го уведете вие како професионализам на некој начин со помош на вие на управите, тогаш ви се реализираше што сега е незамисливо тоа да се направи. И оние луѓе што дават сега пари, дават ги од љубов реално. Може некој ќе замере, многу мина замеруваат дека тие луѓе имат некоја печалка. Која печалка ќе имаш у Осово у трета лига да играеш 6 години, се у прва лига да играеш, у втора лига да играеш. Меѓутоа тоа е.
Исто на почетокот на разговорот, кога го начнавте една тема гледајќи го Осогово, дека претежно составот е со возрастни играчи, дека млади играчи многу малку има, иако ова подневје да збориме реално има доста квалитет. Впрочем, за тоа сведочи освојувањето на младинскиот куп на Македонија, што мислам дека е еден од најголемите успеси на Кочани, на Осогово. Тоа беше селекција, што вие као координатор почнавте, мислам, таму од осмина финалето на надпреварот со Тиквеш. Инаку тоа за гледачите за илустрација, знам дека беше селекција на спојни играчи што ги беше селектирал еден дел Владо Андов, другиот дел ги беше селектирал Стефчо Ангелов. Потоа ги беше преземал Жоко, Благо Георгиев Жоко, Благо Јорданов Жоко, он ги беше преземал 6 месеца ги работеше, па по него дојде Благој Петров и вие тука веќе кога почнавте од надпревар со Тиквиш се створи една атмосфера. За да една генерација да освои прво место, тоа се многу ретко случува и треба да има некои посебни услови да се склопи. Сеќавате вие ние прв пат 58 година Белград. А вториот пат 96, тоа се 38 години. И сега зашто тоа? Јас дојдов од Каменица 93 година тука, Арсен ме повика, баш ко клубот беше професионален. Ја не знам пред тоа кој ги тренирал тие деца, од 93 до 96 беа под наша капа. Во тоа време имаше, не знам сега како е, Фудбалски сојуз мораше 20 играчи млади да настапат за првиот состав. И тие 7-8 деца тренираа со првата екипа. Тоа млади до 18 години. До 18 години и они имаа еден тренажен професионален однос. Имаа јака лига. Они играа во Републичка лига со Вардар, со тие. Јака лига. Има професионален и дори настапуваа за прва екипа. И тука се склопи тај мозаик цел и јас видов дека таа екипа, кога играше во првенство со Вардар, со тие, дека ние го победивме Вардар тука. И заедно со тренерот Петров и обрнав големо внимание. Они имаа исто еден третман како прва екипа. Ако играат, ние со автобус ги обезбедиме, ако не можат во Кочани, ги носихме на тренизи по селото сегде. И беа, на тренизи беа со нас. И можам да ви кажам дека они убедливо во Скопје, те па во Скопје 5-1, тука со работнички 5-3. Во Делчево 2-0, полуфинале, во Кавадарци 3-1, а и САСА финалето 2-0. Значи, убедливо, јаки беа. И штета е таа генерација, некои одиграа 5-6 играчи во прва лига, другите, не знам, и ја после напуштив, не знам што стана со тие деца. Па има, мислам дека Алчинов уште има кариера. Крсте е сега тренер од тие, Крсте беше и капитен. Шуманов играше Ристо Тројанов. Стеван Јанев сега што играе, он беше од младите. Најталентиран играч беше Богатиров, овај што е сега судијата. Овај Джери, како вика, Соколов Александар. И многу од тие деца стварно одиграа. Тоа имаше и мислам, сега натаму, како што немаме услови, тешко, уште колку години назад може да се постигне тоа. Ја мислам тоа дека таа година малку и една штета се нанесе на фудбалскиот клуб Осогово. Фудбалската федерација на Македонија, ако знаете, пред тоа и после тоа обезбедуваше или некоја финансиска помош, инекција на клубот даваше, или се на освојувачот на купом организираше турнија у странство. Знам дека на турнеја не отидов. Не, нигде не. Сега дали имало некоја финансиска инекција на клубот, тоа не знам и тоа знам дека. Ја прво се лутам и на нашите управа, тоа е голем успех. Еве јас прес кажав, тоа се случува на 40-50 години. Барем кај нас тука помолите, кога беше еве дојдем у таква тешка ситуација, немаме услови за работа, да има услови за работа, друго ќе, али кај нас е така. И дури клубот беше обеќал по некои минимални премии, не и ги исплатија на децата. Па тоа ме иритира, мислам, у разговорот кој ја правевме емисијата, ако се сеќавате по повод 15 години освојување на тој младински фудбалски куп, со моите соговорници, некои од нив ми ги кажаа тие работи дека разочарани се биле, дека немат ништо добиено од никаква награда, а
Фудбалската федерација иако требало да им обезбеди турнир некој меѓународен и таа исто затајала тука, така да беа разочарани многу. Штета е таа генерација, а оно што го постигна не да го материализира, барем да добие Една сатисфакција доведе, не доби ништо. Секој ги набројуваме случајно е. Ние во полуфиналето играше Осогово со Делчево. Да. А сега се играше во полуфиналето со Вардар. Со Вардар. Тоа се 3 екипи од овој поднебје. Да. Што значи тука има таленти. Дали мислите дека у овај крај, да кажем, тоа е веќе релација некоја од 50 км, може да екзистираат два добри клуба? Еве сега во нашиот регион тука што е не за втора лига, за или за прва лига. Не знам, зборови таленти дека никој пат нема. Не, таленти имат и земе сега Делчево се први, мислам, да. Они секој пат се имале таленти. Делчево не е била екипа поради тоа што кога ќе завршат средна школа, а одат на студии и веќе они не можат да го задржат тај квалитет, а они секој пат се имале таленти. Па Каменица какви таленти имаше. А тоа ми збор, значи има тука на во поднебе секој пат има, меѓутоа нема клубове. Па нема. Ја па ево правиме една анализа. Минатиот пат разговарав со овој комесар што е од Фудбалската федерација на Македонија, Миле Спирковски. Чудиме една појава. Ајде да почнеме. Едно Куманово го нема. Од овај регион зборам, едно Куманово, едно Велес, што беа и ми у спортот зборам, еден Рудар, едно Осово го нема, една Саса нема. Слога Виница. Тиквеш сега од минатата година по шансија. Вардар Неготино го нема. До Беласица нема нигде. Ајде да кажеме овие доле Вардарски, Кожув. Штета е за тие. Значи некој фудбал како да да е фокусиран некој на Западна Македонија и на Скопје. Па беди Западна Македонија и Скопје тоа се приватни лица кои ти земи Ренова и овие Шкендија. Тоа се приватни. Земи го... Значи има капитал таму. Има. Земи го Металург. Скопје стои еден гигант за него. Земи го Силекс. Стои гигант за него. Нема Слога и го магнат тука. Слога и го магнат и во Македонија Ѓорче Петров. Сега Трески што викаше, да. И земи го еден Рафет Мумимич. Се откажа од него. Овај Благој од Ѓоргиев, мислам, беше од Македонија. И тој се откажа. А види, знаеш што, еве сега Вардар, требат му €1.000.000. Гледам ќе се трансформира во акционерско друштво. Они се, мислам, под капата на град Скопје. Тоа не е решение. Колку Вардар може тоа. Па они го купија првата лига, купија од Миравци. Јасно. Беа испаднали, колку може да се одржи, тоа е друго. Овие другите клубови што Металург, ако не биде прв, он финансира. Ако биде прв, може да ги врате парите. Или Ренова, или овие... Или на работнички што му се врати од настапито... Да, со тие три може. А овие другите клубови, тие само пари може да фрлат и друго ништо. Не знам како они од до година мислат да бидат акционерски друштва. Прва и втора лига треба да бидат. Не за прва. Само ќе биде прва лига фудбал, кошарка, одбојка и ракомет. Да. Тие ќе бидат. Не знам, овие, сега овие што се клубови горе што се борат за прво место или ќе учествуваат у купови, може тука. А овие доле што се клубови. Јоцо, збореме вака разговор, мислам дека ни добро тече досега. Ево да го вратиме Јордан Минов, 20 години помлад или 30, ајде. И оваа состојба. Што би вие направиле за еден стабилен клуб да има градо, Осогово, у време ово вие ваши идеи кои се, како мислам сепак да има треба некоја поставеност да има клуб. Па види се да се вратиме 20 години, дали да се врати и времето и системот или сега не, само годините. Ја ти ги враќам само годините. За годините. Види, ја имам огромно искуство. Јас сум работил и во богати клубови, работил сум во репрезентација, работил сум професионално и дури во селски клубови. Ја бев во Ризари, во Торпедо, во Чешиново сум бил тренер. Торпедо, немој селски клуб, немој. Нема ни го Пецо, нема ни го Пецо да каже. Извини, сега ќе кажам. Јас за 2 години во Торпедо, Блохин, Костадинов, Јорданов, Драшков. Ама не беше клуб од градо, јас зборам, градски клуб беше. Мите, Заов, 8 играчи од идеја за 2 години во Осово заиграа стандард.
Збореме, овој градски клуб беше, викам, покоја нема никој покојно 500 ќе се налута ќе рече од дека одма селски клуб. Затоа него што би вие направиле, ево, да тева Јордан Минов сега во ово време дадат му еве клуб да воде, да ајде осово ќе правиме и твои идеи неко со тоа мислам да дали може да помогне. Види, прво не треба да се оптеретуваме и ние управот или јас како ово да се оптеретуваме дека треба да бидеме први. Прво ние треба да имаме, јас и преска кажа дека имаме и тука и во Оризари, во Кочани, пионери, кадети игра. По селата игра таа општинска лига. Одржува се турнир, мислам, подлог до 21 години. Да, тие богородични игри, Чишиново има игри. И штета е ако не може да се направи една селекција, добра селекција. Добри играчи и да можеме тие играчи на некој начин да ги задржиме. Да ги задржиме, да добијат искуство, поголемо искуство, и веќе кога ќе се створат услови за да се влегува поголем ранг, да се види дека имаме добра екипа, дека сме спремни и со кадар и стручени и во председателство на клубот, и тога може да се влезе во лига. Сега ја не знам како е со овие играчи непрофесионалци. Оти сега можеме ние да улагаме тука, може да ствараме играчи, ама ако некој играч сака да иде на страна, треба да има големо обештетување. Па тоа е малку мислам дека има некоја непоставеност. Јас постојано во моите емисија го споминам и тај закон за спорт што не е донесен. Оти мислам дека со тај закон за спорт работи ќе се не ги штитат овие младите клубови. Оти вие може да работите, може да створите, може да направите добри играчи. Во време на Југославија ево да се вратиме. Да. Еден Јордан Давидков беше наш добар класен играч, работечки без прашање дојде од земја, си го одсува без никаква оштета плата на клубот. Значи тоа е била таа политика секој пат е била бар у Македонија зацртана кога се работило за овие екипи од озгоре, ајде да кажеме. Сакав да ве прашам преска кога кажавте дека имавте професионален погон исто играчки, дека тие играчи спија и се хранеа во ресторанот, сегаш на Аледар што е, да кажеме, тогаш беше на акционерско друштво Атом беше тоа ресторан. Минат пред 2 години, сега колку беше сериозна понудата на Филип Ристевски од Америка да го земе клубот или не, вие го знаете, него беше едно време у Оризари, он доста вложуваше тогаш. Сега не му ги знам како му е финансиската моќ негова, иако беше, ајде, загреан да го земе особо. Освен што бараше стадионот да му се даде, тој наводно се откажа дека стадионот не е под стадионот, односно не е ресторанот, не е под капата на ово особо. Дали мислите дека влегувањето на еден бизнисмен и да финансира негови пари треба да му се обезбедат оптимални услови за да има што да вари? Па ја не знам сега, кај нас до сега во Македонија не е донесен закон за спорт и еве тоа функционира како што функционира, никако не иде. Сега дали он ќе добие што ќе, еве сега преска зборовте за Филип Ристевски, како се вика. Да. Јас бев таму на тај стадион, само играчи што се хранија и што спиеја таму. Многу учиниш. Па многу учини тоа. Таму не можеш, таму само свадби има. Само свадбите не може да ово играчите што го јадат и што спијат не можеш тоа да се покрие. И ако они мислат дека тоа може да профитират, па играчите таму се хранат. Не да профитира. Да зборови беше дали некој бизнисмен ако се јави да го земе ево особо, имаше 3 години интерес од една турска фирма. Преку некои луѓе и тоа ако беше се така на ако го земеа. Меѓутоа, еден од условите, освен земањето на стадионот, луѓето барат целата инфраструктура да ја земат на стадионот. И да ја земат инфраструктурата, што да изграде нешто. Мора да сложиме 90-та година со правењето на трибината, 93-та со правењето на трибината од Железничка, та пруга, западна трибина која направи. Осо го створи после градски стадион најдобра инфраструктура за одржување на фудбалски надпревари од типот на репрезентација. Па игравме ние 2 надпревари таму. Да, 2 или 3 имаше тук. 2 после одигра со Турција. Турција имаше, да, уште 2000, мислам 2000 година. Тоа е 2001 или 2000. Да, 2000 година со генерацијата на Пандев, Стојков, Игнатов, тие. Изгубија тука 3 или 5-0. 4-1.
4 дена изгубија, тога и имаше и тога имаше добар фудбал, може да кажеме, и во тај период. Мислам беше тоа последниот период, тоа беше времето кога беше Ванчо Карафилов председател. Тоа е всушност периодот од 98 до 2002 и после веќе почна фудбал да паѓа. Јордан Минов со Никушев беа во младата репрезентација на Македонија. Од таа млада репрезентација на Македонија, тој што играше со Данска, што победиме 5-3. Многу играчите на првија голема кариера. Јас сега ќе ви кажам кои тројци кариера на првија голема. Шакири, Артем Шакири, Гоце Седловски, кој одигра 100 надпревари, и Гоце Христов. Гигес Николовски, беше у Ајнтрак Франкфурт прва лига. Ма овие за репрезентација одигра по 100 утакмици и беа главни играчи. Па после голов Милошевски, Гигец. Мислам тоа беше една најдобра селекција. Јовчев беше Јовчев. Он многу рано прекина кариерата. Фудбалски Дали мислите сојуз тоа беше на почетокот на создавањето на државата на Македонија? Дали мислите дека тоа беше сепак и резултат на работењето у минатиот систем? Да. И мислам дека тоа покојниот Часто Божиновски, он и беше директор и он изврши една одлична селекција на тие играчи. Само Фудбалски сојуз не ни даваше третман на нас, како ние тука скоро сите надпревари ги добивме. Добивме тука и Кипар, и Данска, тренување Белгија, тепавме во Каударци. 3-2 Ерменија тепавме во Штип, само Шпанија 1-0 изгубивме, и тоа од слободен удар Раул играше тоа. Да. Раул го даде гол, а исто и со Шпанија бевме равноправни. На страшна генерација само немавме третман никаков. Пред како ги набројувавте, забравиме еден играч, да спомнеме што сигурно ќе ни замере, беше капитен на младата репрезентација Зоран Васевски. Васевски. Ќе кажи зашо не сум спомнен, јако Зоран Васевски, мислам, мој многу добар пријател, по негова вина не направи кариера. И јас чудам, ја му бев тренер во САС. Да. На него и на овој други играше за репрезентација Ѓошев. Он играше за репрезентација Ѓошев. Зашто не направи? Сплет на околности. Па сега не значи никој пат да ако бидеш и добар фудбалер, може да бидеш и добар тренер. Не значи кај него тоа се случи. Добар фудбалер, капитен беше на младата репрезентација, еден играч кој се развиваше и од него се очекуваше да заигра и во репрезентација. Не се случи тоа, не се случи повреди го фана. Нешто повреди и најлошо е тоа што се врати во Виница. Мислам дека е најтоа. Тоа му е најголемата грешка. Добро, он направи грешка, меѓутоа сега син му Борис, можеби вие не знаете, веќе има контакти со некои италијански и австријски клубове да заиграе, и син му е моментално во Македонија играчи Петров во младинскиот погон. Доста талентиран играч, стручњаците имат доста високо мислење, мислам дека од лозата Васевски сепак нешто ќе излезе. Штета е за него што он не ја продолжи кариерата во странство и што после завршување на кариерата не стана добар стручњак, иако му пружија во Виница добро услови. Реко, вие бевте во репрезентацијата, меѓутоа Македонија никако со таа репрезентација да тргне. Како стручно лице вака, како гледате вие комплетно фудбалот во Македонија? Па види, ја прво поставен на Фудбалски сојуз за мене не е добар, таму повеќе се борат за фотели, за пари, отколку за фудбалот. Кога веќе стана по клуч таму и да имат од малцинствата таму, и кога гледат на секој начин, едва и ние од Зингос едва и Куртулими, па сега не можеме Хаџирисевски. А така е поставен статутот на Фудбалски сојуз на Македонија, да он може да биде вечно доживотно. Сега ќе ви кажам, јас кога завршив кариерата, ја може да бидам во тренерска организација таму и има луѓе тука од кај нас кои членуваат и од тренерска организација, од општински сојуз и од судиска организација. И тие само дигат два прста таму за марионети. Беаме викнали мене тука и јас кој реков дека како тренерска организација ќе ги викнеме сите тренери и ќе отвориме школа. Другиот ден не ме ни викна. Тоа уопште не ги интересира. Интересира ги да видат таму, да се прошетат, да земат дневници и тоа е. И за тоа не е таков фудбал. Во Македонија е на последно место.
А сега, минатиот пат, гледав една доста интересна емисија што водеше Зоран Михајлов, што ги воде овие. Беше му гост Мите Митев, тренерот на аматерската репрезентација на Македонија. Да, Мите Митев, познатиот центрахалт на тоа од Врасаково, мојот драг пријател. Он играше и за Балкан. Да, добро играше. Имаше доста така добри излагања, меѓутоа тој меѓу другото кажа дека за него не е решение доведувањето на селектори од типот на Џон Тошак од Катанец од страна, туку тој преферира за тренери од Македонија. Дали вие мислите дека моментално колку што го пратите фудбал, дека Македонија има тренерски кадар што ќе ги задоволе потребите? Види, може би да има тренерски кадар, али нашиот тренерски кадар не е ценен таму. Многу од овие нашите тренери беа таму и брзо беа сменити. Имавме тренери од страна, исто Катанец, па беше Самарџич, мислам дека беше, па сега Тошак. Немаме ние репрезентација, немаме ние квалитет. Без разлика кој да дојде. Кој како циклус заврши, за наредниот ќе се спремаме. Ние тука према квалитетот на овие наши играчи што играат, од страна ние па тука и немаме никаква лига дома. А и на страна што играат, тоа не се марка играчи што може да направат еден поголем корак. Тука сме трети или четврти, зависи ако сме 6 екипи, четврти сме. Ако се 5, може трети и не сме били, ја и не памнам трети да сме били. Ако сме били трети, ние ќе било тоа најголем успех на македонскиот фудбал. Не сме ни трети били и не верувам и догледно дека нешто ќе се мени. Без разлика дали ќе доведат од таму или од тука. Подобро да биде од тука за да не прават поголеми трошкови. Втора лига броја 16 клубови, прва лига мислам дека 14 екипи има. Дали сте вие за една кога да има поголема лига, кај што има поголем квантитет за да се избере некој квалитет, или сте за повеќе овој професионален начин разигрување во три круга? Ако ме питате мене, ја сакам да кажам да треба да се укине фудбал, да не се игра 3-4 години и да се најде едно решение. Па вие земите во прва лига сега, зимно време нема топла вода, нема затоплување. Ја не знам и тука како е кај овие. И под кои услови ние ќе играме таму, дали да повеќе бидат или помалку клубови, или дали тие ќе бидат платени играчи или нема да бидат платени. Нема, кај нас мора да се реши. Или ќе бидеме аматери чисти, или професионалци, професионалци треба да има пари. Овака не бива. Без разлика колку да се. Ај, сега да ја збориме од квантитет и спаѓа квалитет. Да. А шо ти ќе направиш, евите тука, земи особо, едва и храпарат таму, не тренират, колку тренират, шо ти можеш од тоа да извадиш квалитет? Значи, сума сумарум немаме фудбал во Македонија моментално. Нема пари, нема фудбал. Нема пари, нема фудбал. Јас сакам да ти се заблагодарам што беше во емисијата така, брзо ни помина времето. Следејќи го, мислам дека можеме да планираме уште еден разговор пред почетокот на првенството со некои нови размислувања или во текот на првенството. Имав некои размислувања да ангажирам од вас стручните, за мене стручните, еве ти како што си стручен во фудбалот, Лјупчо Серафимов е стручен, имаме стручен кадар, доста добар укочени. Ја мислех дека пожелно е кога ќе ги снимаме надпреварите да дојдеме да ги анализираме. Да се коментира. Да се анализираме, бидејќи така можеме да помогнеме и на гледачите повеќе и на фудбалот. Па и на фудбалот, и на стручниот штаб. Мислам дека стварно начнавме неколку теми што еве толку брзо ни помина времето. Пријатно ми беше овој разговор и би дошол и друг пат овака да опуштено малку поразговараме. Да. Тоа е разговор без концепт, без никаква припрема. Мене ми беше драго и задоволство што еве најдовте време да дојдете, бидејќи внуците дома сигурно веќе чекат сега. Ви посакувам добро здравје и закажувам повторна средба во најскоро време да имаме. Фала. Благодарам за разговорот. Почитувани мои, тоа беше емисијата Разговор со Џони, мојот соговорник Јордан Минов. Мислам дека нашавме многу теми кои го задржаа вашето внимание. Ви благодарам за она што бевте од другата страна на екранот. Ви посакувам пријатен викенд, добро здравје и закажувам повторна средба во истиот термин следниот петок. До тогаш, довидување.